Пристигна важниот човек од Солун. Му сварив кафе во порцелан. Нема да му дадам да пие од филџен што сите се лигават. Владиката Германос, величие, одзади во мојата одаја е. Сполај ти сега биди умен и сочувај глава на раменици. Така. Македонското денес не е многу на цена. Пиши, бриши. Грчки молив, грчка гума. Не тропај, пречиш. Подоцна јадам. Коте, баш на време. Коте од рулја. Седи и молчи. Не, Арно, коте, не сум задоволен. Ти вети, ама споро извршуваш. Ти дадовме андартска грчка чета, бре. А ти? Ништо. Нула. Слушам, Чакаларов се вратил од Софиската емиграција. Зини, бре. Да, ваше свештенство, и голема титула добил, председател на Костурското братство. Еден војвода ли трн во око да ни биде? Без гајле, владико. Јас за него веќе имам двајца што ќе го стават под црна земја. Многу скоро ќе ви израдувам со негова ликвидација. Поскоро, коте, поскоро Куршум или Отров. И него, и сите македонци. Сметајте дека оваа работа е веќе завршена. Така. И слушај, во ова не сум само јас како црковен достојник, и ти, платеник. Цела грчка држава финансира за каузата, бре. Ајде сега, кажи, многу крвав ли е твојот план, коте? Стегнете ја пушката како верна љуба. Залепи ја убаво за рамото. Мишани! Цврсто! Задржи стив! Пукај! Одлично. Значи, запомнете, последниот куршум го чувате за себе. Тоа е многу важно. Бомба? Значи, гледајте внимателно, многу внимателно. Се одвртува, се мава во тврд предмет и се фрла таму во зависност од тоа каде сакаме да погодиме. Со широк замав. Јасно? Ти бе? Ти си на колјо джамџијата? Ете, знам од дете. Колкав си пораснал. Добро, лежачка позиција.
Стигна гласник со писмо војводо Чакаларов. Со печат од Централниот комитет. Мора да е нешто многу тајно. Брате Василе, организацијата е многу задоволна од твоето делување на теренот. Народот те прегрна како закрилник и апостол на ВМРО, ама темен облак над глава ти виси. Двајце изроди, задоени со македонско млеко, се настрвиле на грчка погача и дале платен завет да те убијат од бусија или со друга подмолност. Едниот од нив, по име Ѓорги Ѓамчето, е од твоето пошироко семејство и од него да се вардиш како од змија. Другиот завереник се вика Илија во мантија, црн поп што прави трговија со верата. Испитај ги овие доверливи информации. Ако се гласини, не биди строг, но ако е вистина, не биди мек. Се договоривме како треба со предавниците. Со немило за недраго. Спиридон, Повели војводо. да се нахрани юнакот што го донесе ова писание. Веќе му дадовме бакардан и сено за конјот. Одлично. А јас, ти и уште двајца од четата, уште со првото сонце да фаќаме друм. На заповед војводо. Оди. Ах, што воли свое кога ќе те клукне. Јамче! О, Ѓорги! Братуче! Кој е добро, братучет? Што е ова? Пушката зинела во мене кога да сме душмани е баго. Ај на една лута ракија. Не е заарно, братучет. Оди гушнија жена ти и баци си ги децата. Бегај, бегај. Што бегаш ако не си крив, копиле, а? Стига е опинокот за судење. Ке кркаш куршум. Пред мене! Господе Боже, спаси ме от лукаво, избави ме от разрушения. Василий Германус, владиката благословна. Амин или замин, попче. Го залажуваш Господ со благи думи, а полн си овоземни гревови. На исповед пред народен суд. За 2 лири би зел човечка душа, а? Ајде. Ти прв, Ѓамче. Навистина би ме убил? И тоа со лесна рака, и тоа зад грб, за да не ми пукнеш в лице. Само за да им се додвориш на тие нови грчки господари, а? И за пари, Василий! Нема род во ова силово време. Ние срамотиш фамилијата, Гнасо! А твојата приказна бе се ниште. Ќе признаеш или да те бричиме на суо? Милост, војводо! Блесна проклети алтани, ме изложа. Милост, еве, ќе фрлам мантијата се кал. Наша вера ќе проповедам. И до кога ќе те држи таа проклета заклетва, а? До утре напладне? Не ми требаат попе мене такви превртливи капи. Тогаш, отврзих ми ги рацете да напишем покајничко писмо до владиката Германос. Твоја желба, но нема да бидеш жив кога ќе го добие. Дајте му хартија и дивит на попиштева. Сака да остави запис за својот срам. Ако? Извалкани за потомците.
Кој ќе се грижи за моите деца, Васил, а? Требало порано да мислиш. Георги, водете ги. Станувај, магаре. Војводо, милост! Господи, војводо, прости ми. Него бе, тој партал за вошки. Али, Господе Боже, зар ќе не стрела тебе, војводо? Остат си молиш лигуш ни еден. Васил! Коте од рулјени орободец. Има и уште еден погоре од него. И грчкиот конзул во Битола ни е јатак. Еден од нив ќе не одмазди. Клекни. Нишани. Оган! Пресудата е извршена, војводо. Закопајте ги во коријата. Рамни гробови како што личи за нелуѓе. Во ред, војводо. Чеза зад воденицата. Се труцкал по калдрами од Солун до нашава пустелија. Германос Каравангелис. Со памок пие македонска крв. Многу е луд. Посран коте! Шпионите ти гинат како муј. Зла среќа, владико. Кај да е Чекаларов, ќе ми излезе на нишан. Ја утре, ја задутре. Голема уста имаш за лафење. Земи чета удри, намами го во стапица, јас ли да те учам, бре? Неудобно ми е да ви кажам, владико, ама ќе треба да звекне уште некоја лира. Заработи ги прво тие шо ги зеде. Ајде, на, ама да забрзаш работите. На тацна ќе ви ја испорачам главата на Чекаларов. И слушај, се што е направено за каузата, предварително е благословено од Бога. Ајде, оди, воси. Обично го користат овој премин. Море да е късмет да го фатиме и тој коте од рулја. Ќе дојде тој. Присакува да си размениме барут. Мајка и сестра да му онадам на тој Чекаларов. Нека излезе на Мегдан ако има нешто во тоа гаките. Сем ќе му едам, сака да е свој на туѓо. Стој!
Знам бе дека не си глув. Викам за останатиот дел од четата. Странично да им се прикрадат. Вие, лево. Вие, десно. Ти се ближи крајот. Василе, Мајасиле. Василе, Мајасиле. Ти се ближи крајот. И на тебе, и на сите слепци што војуваат под твојот бајрак. Ова мој троштина Спиридон. Ќе не нападнат од две страни. Добро си поставен, војвода. Првиот залп е твој. Ти од десно, јас од лево. Василе Чакаланов, кратко ќе војводува. Куршумот ти е одговор душо продадена на душевадници. Заприв жеште на главо. Не пукај. Сакаме да се биеме против турците, а не против заблудени браќа како вас. Ние сакаме битка со осмалиите, ама ни пречат окрвавени христијани како тебе. Коте лисичарот, војвода. Пак фати магла. Двајца му убивме, а овие двајца се предадоа. Македонски селани со сила мобилизирани. На распит. Ако ве пуштам, пак ќе опашите котеви реденици. Ајде. Може да останете во мојата чета. Не чека востание. Врел Костен. Како се викаш? Кога Ставре, кога Ставрос? Ставре те родиле. Нелепи грчки додавки. Тутун немаме. Лебот ќе го поделиме братски подеднакво на сите. Лошо те удрија, нели, војвода? Тука некаде ќе преноќиме, Спиридон. Го стегаат обрачот како јамка. Овој реон врија од грци. Сетики некој ќе види и ќе каже. По срце знам, Спиридон. Ни се ближи последниот бој. Ако не стемни нам, барем нека и се раздени на Македонија. Ајде.
Чакаларов стрелаше дури и премален. Неговите куршуми не го лажеа. Се искомандува напред и следеше залп. Војводата се занише и падна. 5-6 војници андрти се спуштија кон паднатото тело со радосен викот. Но тој неочекувано се размрда. Се издигна неговата окрвавена глава, покриена со бујна кадрава коса. Подоцна се издигне и телото. И откако се фати за блиското дрво до него, се исправи. Така, Чакаларов на вистина беше многу страшен. Придојдените се запреа за момент. Но за миг тој затрепери, се заниша, падна и не се помрдна повеќе. Тој не мрдаше, не чувствуваше. Ги исплаќаше своите гревови кон елинизмот. Андартскиот капетан му ја отсече главата. Рече дека со неа ќе ги заплашуваат македонците по Леринските улици.